Време е за 10-тиот ден на светското првенство во Катар и за старт на третото коло од групната фаза. Денес ќе ги најавиме надпреварите од групите А и Б, во кои се уште ништо не е решено. Ќе има многу борба. Можам само да замислам како ќе биде на надпреварот Иран-Америка. Јас сум Јовица Симоновски Тиджеја, вие го гледате шоуто Овертайм на YouTube каналот BMG Sport. Само да ве потсетам да притиснете subscribe и да кликнете на звончето за да добивате известување за сите нови видеа. Да почнеме со надпреварите од групата А, во кои што и двата меча се играат во терминот од 16 часот. Еквадор и Сенегал играат во директен дуел за пласман во следната фаза. Еквадор има бод повеќе и му одговара и Реми. Но како одигра со Холандија во оние 1-1, мислам дека ќе тргнат по победа. Знаете дека навивам за Холандија, ама не заслуживме ниту бод против Еквадор. Сега, најголемото прашање е дали Валенсија ќе биде спремен за настап. Неизвестен ќе биде до пред стартот на мечот, а многу нешта ќе зависат од него. Валенсија е стрелец на сите 6 последни голови за Еквадор на светските првенства. Низата му започна на светско првенство во 2014 година. Ако не игра, тоа ќе биде голем удар за Еквадор, но така силите ќе бидат поизрамнети, со оглед на тоа што во Сенегал не игра Мане. А Сенегал ги зачува силите против Катар и заслужено славеше сигурна победа. Токму таа свежина ќе биде неголема предност за нив. Кој да помине во следна фаза нема да биде незаслужено. Јас ја навивам за Сенегал, но мислам дека ќе биде 1-1. Одиме со надпреварот Холандија-Катар. Бев убеден дека Холандија ќе тепа со Еквадор. Арно, ама се случи шок. Холандјаните имаа само 2 шута кон голот на Еквадор. Само 2. Од кои само еден во рамките на голот на Гакпо. Од 1966 година до сега, ниту една друга европска репрезентација немала помалку од 2 шута во рамки на противничкиот гол на светските првенства. Па сега видете колку слаба беше Холандија на тој надпревар. Да не беше Гакпо, пазете информацијава. Гакпо сезонава директно бил вклучен во 34 голови за клубот и репрезентацијата на 28 надпревари. Има 16 голови и 18 асистенции. Брзо ќе оди во голем клуб. А Катар бе? Катар стана првиот домаќин на еден мундијал што ги загубил првите 2 надпревари. Но ако е за некаква утеха, голот против Сенегал беше прв мундијалски за Катар во историјата. Нормално дека навивам за Холандија и повторно очекувам победа. Сега мислам дека ќе биде 2-0. Во групата Б има уште поголема неизвестност. Пазете колку е интересна ситуацијата на табелата. 4, 3, 2, 1 и одиме со дербито Иран-Америка. Ова е дерби во секоја смисла на зборот. Политика, фудбал, нетрпеливост, тролање, жар, санкции, теории на заговор и сега битка за пласман во осмина финале на светско првенство. Со душа го чекам надпреваров. Ќе има битка за секоја топка. Иран го тепаше Велс во второто коло и изборот да се игри со Тереми и Азмун во нападот се покажа како исправен. Така веројатно ќе биде и сега. Победата со Велс беше трета зира на светските првенства, но Америка одигра страшно добар меч со Англија. Не ми изненади бодот. Па Англија никогаш не ги победила Америка на официјален надпревар. Се сретнаа 2 пати на светските првенства до сега. 1950 и 2010 година. Америка победи еден надпревар, вториот заврши нерешено. Кажа веќе еднаш, оваа Америка не е онаа Америка од пред 10 години. И запамтете го ова. Оваа Америка на следното светско првенство ќе игра важна улога. Сега, ако одиграат против Иран како против Англија, ќе слават победа. Не смеете да го пропуштите надпреварот. Јас се навивам за Иран и сакам да поминат во следната фаза, но мислам дека Америка ќе победи со 2-1. И вториот меч е дерби меч. Островско дерби меѓу Велс и Англија. Ова е битка за Британија. Англија со бот ќе помине во следна фаза, а Велс ќе го спаси само победа, па дури и така не е сигурен. По ремито со Америка, Англија има 12 нерешени надпревари на светските првенства, што е најмногу од сите репрезентации. Реков во едно од видеата дека ако тепа Америка ќе треба сокер да го викаме фудбалот во Европа. Фала Богу, фудбалот си останува фудбал, ама за малце. Критиките за Саутгейт се сосема оправдани. Го држеше Фоден на клупа во ситуација кога не можеше да создаде шанса против Америка. А Фоден е најкреативниот фудбалер во англиската репрезентација. Велс во последната минута загуби од Иран.
А на овој меч ќе мора и без голманот поради црвениот картон. Хенеси стана третиот голман кој добил црвен картон на светските првенства, а очекуваа дека ќе ја минат групата. Арно, ама Бейл сега се фали дека игра голф. Епа тоа е. Ќе најавам за послабиот на овој надпревар, за Велс, ама Англија ќе победи со 2-0. Тоа беше последниот надпревар во денешното видео. Утре продолжуваме со уште надпревари од светското првенство, со надпревари од последното коло од групната фаза. А до следното видео, поздрав!